Добро вечер. Започнуваме со урбаните вести. Денеска заврши неделата на енергетска ефикасност во Карпош. Традиционалната манифестација Недела на енергетска ефикасност 2013. Општина Карпош ја спроведува со цел да ги поттикне стручните лица од областа на градежништвото и енергетиката, како и правните и физички лица, да размислуваат во насока на развивање на енергетски ефикасни објекти, како и одржување на здравата животна средина. Со ова информација ги започнуваме денешните урбани вести, а во продолжение погледнете што друго ќе погледнете во вестите. Оваа година најголем број на регистрирани лица со ХИВ-СИДА во Република Македонија. Прв интернационален детски фестивал на театар на Сенки. Пуштена во употреба реконструираната сала во основното училиште Мирче Ацев. Владата ќе субвенционира песни. Од денеска, учениците од основното училиште Мирче Ацев од општина Ѓорче Петров, часовите по физичко воспитување ќе ги поминуваат во реновираната спортска сала. Во реконструкцијата се вложени 1 милион евра, а обновен е подот и санитарните јазли. Основното училиште Мирче Ацев од општина Ѓорче Петров по многу години конечно доби реконструирана спортска сала, во која учениците ги поминуваат часовите по физичко воспитување, како што истакна директорот на училиштето. Во реконструкцијата се инвестирани 1 милион денари за етнички средства на општината и училиштето, во кој свој придонес дале и самите родители, зашто им беше врачена и благодарница. Со реконструкцијата се опфатени подот и санитарните јазли, а за наредната година, како што информираше директорот на училиштето, планирана е целосна реконструкција на покривот. Беше реконструиран комплетно подот на салата, значи поставен нов гумиран под со сите потребни стандарди што се за ваков вид на под, комплетно е обележан за одбојка, за кошарка, саниран е делот околу салата, значи комплетно е изфарбано, измолерисано, тарните јазли се реконструирани, има мал зафат на кровот на училиштето. За наредна година се планира, значи, во соработка со општината и со Министерството за образование и наука, комплетна промена на кровот на салата, односно на целото училиште, што ќе биде голем плюс за нашето образование и се надеваме на понатамашна успешна соработка со општината и со Министерството. Градоначалникот на општина Ѓорче Петров Сокол Митровски денеска истакна дека со предавањето во употреба на реконструираната спортска сала завршува процесот на подобрување на квалитетот на образованието, со што младите ќе се насочат кон позитивни навики, а не кон пороци. Денеска оваа спортска сала е доказ дека навистина сме финансирале финансиски средства, можда не се многу големи, негде околу милион денари, меѓутоа инвестирани во младите и со ова може да кажам дека ние во сите основни училишта го заокружуваме спортот и го заокружуваме процесот на ревитализација и обновување на основните училишта. Владата на Република Македонија ќе распише оглас за креирање на комисија за стручен избор на композициите од областа на музиката, кои ќе бидат субвенционирани. Членовите на комисијата ќе се избираат во тесна соработка со музичките соработници, односно во истата ќе членуваат токму тие кои се најстручни да го дадат својот вредносен суд во однос на изборот на 200 композиции кои ќе добијат владина субвенција. Конкурсот ќе трае до 15 декември, а националниот сервис МРТ ќе биде носител на сите процеси. Од оние кои ќе конкурираат ќе биде направена потесна листа од 40 до 50 кандидати, од кои ќе се избира комисијата по пат на електронски систем, а во истата ќе има 5 до 7 членови, истакна владиниот портпарол Александар Ѓоргиев. За членови на комисијата може да аплицираат автори на музика и аранжмани, изведувачи, музички продуценти, како и музички уредници, а критериумите за истите се наведени во огласот. Конечната листа на членови на комисијата ќе биде избрана до крајот на годината, а во првата декада од јануари ќе биде распишан огласот на кој ќе конкурираат сите заинтересирани субјекти со своите композиции. Од пропишаните 200, 150 треба да бидат народни и забавни композиции, а 50 детски.
Песните изведени од звезди ќе бидат финансирани со по 4500 евра, детските со 400 евра, останатите со по 3000 евра. Владината субвенција ќе трае 10 години и истата изнесува околу 5 милиони евра, што како што нагласи Ѓоргиев, тоа се средства кои директно ќе влезат во музичката индустрија. 25 нови инфицирани лица со ХИВ-СИДА се регистрирани во Република Македонија, заклучно со денешниот ден во 2013 година. Од нив 18 се во Скопје. Оваа 2013 година, заклучно со денешниот ден, регистрирани се нови 25 инфицирани лица со ХИВ-СИДА во Република Македонија, што представува најголем апсолутен број на лица во целиот период кога се евидентира и пријавува овој вирус во Македонија. Вкупниот број на лица кои живеат со ХИВ-СИДА во Македонија изнесува 194. Од нив 143 се болни од СИДА, а 51 се ХИВ позитивни. Заклучно со денешниот ден во Република Македонија се починати 71 лица од СИДА. Од ново регистрираните случаи болни од СИДА во 2013 се 7 лица, а 18 лица се ХИВ позитивни. 23 лица се од машки пол, а 2 од женски пол. Најголем број од новите случаи на ХИВ-СИДА се со местоположба во Скопје 18 лица, а во Куманово, Богданци, Охрид, Киропаланка, Штип, Струга и Тетово имаат по едно лице. Од 2005 до 2013 година од 88 заболени починале 24 лица, изјави примариус доктор Жарко Караджовски од Институтот за јавно здравје. Како што рековме, првиот случај е забележен во 1987 година, заклучно со сега, заклучно со вчера, податоците 194 лица, во последната календарска година 25 лица, претходната календарска година 23. Да видиме како се распоредени во делот на ХИВ-СИДА, односно 7 се болни од СИДА, 18 лица се ХИВ позитивни. И таа ја давам како параметар за да видите дека бројот во однос на изминатите години е намален отприлика за 50% во однос на лани и преклани. Се уште од оваа болест се умира во Република Македонија. Во изминатата календарска година имаме 2 смртни случаи. Меѓутоа, она што не радува се плавите барови, односно се намалува бројот на смртни случаи во последните 8 години во однос на црвените барови кои што се дадени во периодот 89-2005. Тоа значи дека грото од лицата се ставени на антиретровирусна терапија, која што им го продолжува животот, односно доживеавме да ние можеме да се пофалиме дека ја правиме ХИВ-СИДА хронично долготрајно заболување. 89-та година, кога немавме антиретровирусна терапија, до 2004 година, од 55 заболени 47 умреа. За разлика пак сега, во периодот 2005-2013 година, со учество на државата со најголем број на финансирање, меѓутоа и со подкрепа од овие меѓународни средства, од 88 заболени лица, 24 се умрени, односно бројката од 85% е намалена на 27% смртност, што релативно представува успех за нашата држава. Превентивата во сигурен секс и раното откривање може да го намали на минимум бројот на заразени. Превентивата во сигурен секс и раното откривање може да го намали на минимум бројот на заразени. Во 2014 година 22 милиони денари ќе се одвојат за превенција и за набавка на терапија, изјави доктор Јованка Косовска од Министерството за здравство. Како држава, за цел овој период преземавме мерки и активности да се справуваме со ова заболување. Донесовме уште 1987 година програма за заштита од ХИВ-СИДА, која што се спроведува до ден денеска. Основните цели на кои што треба да се ориентираме е примарна превенција, а тоа е да спречиме да се појави ХИВ инфекција, со превентивни мерки, што значи безбедни сексуални односи и сите оние други патишта да ги превенираме за јавување на ХИВ инфекцијата, а тоа е по крвен пат, преку инфицирани инструменти и од мајка на дете. Токму затоа, како држава, работиме на ова поле, ги едуцираме младите, го едуцираме населението со години наназад, за уште еднаш да укажеме на потребата од превентивни мерки за спречување на појава на ХИВ инфекција. Второто на кое што работиме е секундарната превенција, а тоа е рано откривање на ХИВ позитивни лица. Токму затоа се тие доброволни советувања и тестирања кои што се прават низ целата држава, во сите 10 центри за јавно здравје, во Институтот за јавно здравје и Клиниката за инфективни заболувања, доброволни, бесплатни советувања и тестирања, за да можеме што побрзо да откриеме ХИВ инфекција. Добра вест е што
програмата за 2014 година, во програмата од буџетските средства се одобрени 22 милиони денари. Значи, ако имавме сега 8, за следна година имаме 22 милиони денари, од кои што средства, освен за превентивни активности, голем дел од средствата ќе ги употребиме за набавка за антиретровирусна терапија, за навремено и соодветно лекување на заболените пациенти. Според испитувањата, 14 од заболените добиле ХИВ-СИДА преку хомосексуален однос, 10 преку хетеросексуален и едно од пренос преку мајка-дете. УНИЦЕФ во пресрет на Светскиот ден на борба против СИДАта соопшти дека расте бројот на адолесценти што се заразени со ХИВ или со СИДА. Бројот кај децата помеѓу 10 и 19 години значително пораснал. Така во 2005 година бројката била 71.000, а 7 години подоцна се искачала на 110.000. Во последните 7 години се намалува бројот на случаи за пренесување на ХИВ од мајка на дете, а се проценува дека во земјите со ниски и со средни примања се спречени околу 850.000 случаи на инфицирани со вирусот. Минатата година со ХИВ во светот живееле околу 2,1 милион адолесценти. Од 2 до 4 декември во Младинскиот културен центар на сцената на Кино Фросина ќе се одржува првиот интернационален детски фестивал на театар на сенки Сонот на облачето. Сдруженијето Сенки и облаци од 2 до 4 декември е организатор на првиот интернационален детски фестивал на театар на сенки Сонот на облачето. Тридневниот фестивал на театар и сенки ќе се одржи во просториите на Младинскиот културен центар на сцената Фросина. Овој фестивал посветен на децата ќе биде прв од ваков карактер во државата, со тенденција да прирасне во традиција. Учесници ќе бидат практика театар од Москва, Русија, Дженгис Оздек и неговиот Карагјос театар од Истанбул, Турција, како и театарот на сенки и облаци од Скопје, Македонија. За време на фестивалот ќе се отвори изложба на фигури од театар на сенки, а во предпладнивните часови ќе се одржуваат работилници за деца под менторство на членовите на сенки и облаци. На овие работилници на децата ќе им се презентираат различни техники за изработка на кукли, фигури за театар на сенки, од различни материјали и нивните начини на игра. Ова е прво издание на Интернационалниот детски фестивал, посветен на театар на сенки. Ке има тројца учесници. Отворањето е со театар од Русија, од Москва, практика театар со представата Ненапишаната приказна. Вториот ден е резервиран за нас, значи за театарот Сенки и облаци од Скопје со представата Семе. И затворањето е со представата на Дженгис Озек, се вика Чудовиштето од отпадот. По овој театар на сенки не е многу застапен, меѓутоа ние се обидуваме да го популаризираме колку што можеме повеќе. Интересен е, мислам, сенките се секако магични и верувам дека луѓето што ќе дојдат ќе се уверат во тоа. Влезница ќе се наплатува по символична цена од 100 денари, да можат сите луѓе што се заинтересирани за овој театар да дојдат да го посетат. Ќе биде во Младинскиот културен центар на сцената Фросина. Представите се секоја вечер од 19:30. Во склоп на фестивалот имаме и работилници, имаме изложба на фигури, проекции. Скок од 2 места за Македонија на најновата FIFA ранг листа за 84-тото место. Подпредседателот на Милан, Адриано Галијани, заминува од функцијата следниот месец. За овие спортски информации и останатите веднаш по рекламите.